Утрински стихови од Библијата. 29 септември. Посветеноста на Павле. И за мене да ми се даде слово кога ќе ја отворам устата, за да можам да ја соопштувам смело тајната на Евангелието, за кое сум пратеник во окови, за да зборувам смело како што и треба да зборувам. Ефесјаните 6, 19 и 20. И така апостол Павле, додека се молел во храмот во Ерусалим, примил порака. Замини, зашто ќе те испратам далеку кај незнабожците. Така и оние што се повикани да се соединат со Христа, мораат да остават се за да го следат. Старите врски мора да се прекинат, животните планови да се откажат, земните надежи да се предадат. Во труд и солзи, во осаменост и преку жртва, семето мора да се сее. Оние што му ги посветуваат телото, душата и духот на Бога, постојано ќе добиваат нов дар на физичка, умствена и духовна сила. Неисцрпните небесни резерви им стојат на располагање. Христос им го дава здивот на својот дух, животот од својот живот. Светиот Дух ја вложува својата најголема енергија за да работи во срцето и умот. Божјата благодат ги проширува и ги умножува нивните способности, а секое совршенство на божествената природа доаѓа на помош во делото за спасување на душите. Преку соработка со Христа, тие се усовршуваат во Него и во нивната човечка слабост им е овозможено да ги прават делата на Семоќниот. Мнозина не сваќаат ниту ценат колкаво е влијанието на секој човек за добро или за зло. Секој ученик треба да разбере дека принципите што ги прифаќа стануваат жива, обликувачка сила врз карактерот. Оној што ќе го прифати Христа како свој личен спасител, ќе го сака и него и сите за кои Христос умре, зашто Христос во него ќе биде извор на вода што извира за вечен живот. Тој ќе се предаде безрезервно на Христовото владење.